Ова може исто да ни објаснат тихо и манде. Тихо. И навистина, да. Силно и длабоко слово. Која глава беше само извинете ова? 19-та. Манде, ке зборуваш или не? Не. Добро. Значи, ова е сега последново, исто дава објаснувања на целата приказна, односно поука што е дадена Египет, Израел и Црвеното море и ветената земја. И ние го знаеме она дека оди по вода. Знаете, за Исус оди по вода. А над грешниците 19 стих продолжуваше до крај немилостивиот гнев. Штом него покајуваш гревот, не само со устав, со срцето, се разбира дека продолжуват и да отплаќаш. Он ги предвиде идните нивни дела. Тоа Господ знае што има во секое срце, не гледа на лице. И затоа кога ќе почине некој премлад или во одредена доза, знае тој дека дотука може тој, ќе направи уште поголеми глупости. Подобро е да го предаде тогаш, како што имавме ние порано еден стих, Звезда што го прашуваше, предадете го неговото тело на сатаната, на таквиот кој е непослушен. Тој секако не е дел од ова тело, тој е туѓо тело, нели? И сега, тие откако вториот стих зборува, фараонот ги пушташе и се премислуваше, го фаќаше гнев. Тоа покажува колку е она сатанска природа. Ти му викаш немој да правиш така, му се случува лошо, тој пак продолжува. Ги пушташе израелците, ќе му текне, ќе го фати јарост и ќе тргне. Откако им дозволи да појдат, ги испрати брзо, се предомисли ќе ги подгони. И потоа заборава дека плачел на умрените до вчера, му умираат луѓе заради тоа, знае, свесен е, и пак прави, и поднува да ги гони, третиот стих, оние кои со молба ги испрати, го молеше Господ да не му прави веќе на Египет зло. Им рече пуштете ги, и тој не ги пушта. Вете, тоа е тоа непокорна природа. Ти му викаш не прави така, не прави. Кон тоа ги влечеше неволјата што ја беа заслужиле. Правиш зло, мислиш зло, живееш со злото, викаш амин со злото. Заслужуваш неволја. Немој да ги заборавиш старите маки, те боли нешто, се покајуваш, па пак ќе те боли. Тоа е аларм. За да е дополнат казната на своите страдања, уште едно ќе придодадеш. И затоа имаш деца, ти треба да отплаќаат. Народот твој, он вели, направи славно патување, 5 стих, а сите други наоѓаат необична смрт. Ти се обидуваш да ги сопреш. Тоа е исто оној стих што го зборувавме. Ако е тоа од Бога, нема, оставете го, ќе си тера. Ако е од луѓе ќе пропадне, но ако е од Бога, немојте да го спречувате. А фараонот знаеше. Немојте да станете борци против Бог, кога си еве што се случува. Ќе ти се случуваат вакви работи. Ти му правиш на другиот, тебе ќе ти се случи. Имаме и како народна поговорка, кој другиот, на другиот јама му копа, самиот паѓа. Се појави облак и така натаму, каде што имаше вода, се покажа сува земја. Пазете сега, Црвеното море пат, бурната вода стана долина. Овде има на едно место кај што вели дека самите стихии се променуваат. Значи водата се променува, се помрднува, огнот не гори, животните водни излегуваат од водата, за да им покаже дека има некој друг што командува, нели? Закриени од твојата рака, тие поминаа низ неа, гледајки чуда невидени низ вода. Можеме ли ние да одиме по вода, како Исус? Беа како коњи на пасиште, ова е покажува љубовта негова, како јагниња скокаа, славејки те тебе, Господи, избавителот свој, а овој другиот е погубителот. А ние денеска велиме Татко и Исус, значи кога го славиш, само Исус, ти ќе бидеш во неговата преградка и заштита, и овде ги дава сите тие работи што се запишани, што му се случувало на фараонот. Земјата комарци даваше, реката место риби жаби сврли, нов вид птици и така натаму, храната ја снема и пак зборува дека им дава подполошки со вкус за секој од нас. Знае што му е потребно, точно го добиваш тоа што можеш да го поднесеш, нели? На грешните им постигна казна со знаци. Тој и нив ги предупредува, не ги остава. Ти му велиш, немој така да правиш.
или човек, или сон, или некој му збори, или знае дека не траби. Нели, на знаците има силни грмотевици, справедливо пострадаа. Пазиш, страдаш справедливо поради својата злоба страдаш. Вика, зошто Господ дозволува страдање, ме праша тој еден сега висок достоинственик. Па заради слободна волја. Слободна волја ти дава. Тој сака, пак ќе речеме, не сака тој играчки на батерии, сака живи души. И не само тоа, за нив суд ќе има. И сега кога патник и тугинец нагости, ова е исто така случај од египјаните, ги примија израелците, први ним дадоа да бидат еднакви, се радува, а потоа ги натераат да им робуваат. И тука е тоа, затоа беа поразени 16 стих со слепило, како оние некогаш пред вратата на праведникот ги обгрна темнина густа и секој ја бараше својата врата. Ова се однесува на Содома и Гомора, на праведниот Лот. Тие дојдоа да ги силуваат тугинците, кај Лот дојдоа, ако се сеќавате, во Содома ангели на гости, не знаеа дека се ангели, и бидејќи во тој град секој со секого водеше љубов, деца, мажи, жени, животни, Содома и Гомора, дознаа дека има нови тела и чукаат на вратата на Лот, дај ни ги тугинците ваму. И Лот излегува и им вели, не ги давам тугинците. Земете ги моите керки. Пазете. И потоа слегува слепило и овие што беа пред вратата не знаат каде се, не можат да си го најдат патот. Лот слуша глас, собери ги и излегувајте. И затоа вика, некој не знаејќи примија ангели. Не знае дека гостите му се ангели. Напуштија Содома, ја напушта Содома и не се врти назад. Паѓа огнен дожд и уништено, таму е сега мртвото море. Ако сте биле, знаете дека не можеш да потонеш, него те враќа назад. Тоа е природата кога се менува. Жената на Лот не го послуша знакот на ангелите и на Господ, се заврте, слушаше крици и се претвори во каменен столб. И ова е интересен момент. Столб од сол, кип. Значи, треба да го слушаш до крај, немој да правиш нешто, а и ова ќе го направам, може би. Видете, жената на Лот се заврта и се претвори во сол. Во сол. Вие сте солта на земјата. Така сами, еве го тоа 17 стих, така самите стихи се изменија, како што се менуваат звуците на харфата, останувајќи звуци, значи можеш да го разбереш кој владее, водата не е вода, огнот не е оган, птиците не се, овие летаат, тие паѓаат, морето се поместува. Зашто еве го тоа, земните животни во 18 стих во водни се претворија, оние што пливаа во водите на суво излегуваа. Знаете зашто зборува? Затоа е овој стих. Ова може јасно да се свати кога внимателно се разгледуваат настаните. Ти можеш ли да застанеш од ова разни бои во светот денеска што те мамат со се и се што, да размислиш кој владее овде, кој создал се вака совршено, а сепак злото царува? Па земи прочите дека сатаната е паднат на земјата и има малку време. Тоа време кога он царува и сите земни владетели се под власта на сатаната. Кој ќе ми се поклони, ќе му ја дадам власта. Ги знаете тие стихови. Нема земен владетел кој не е со сатаната. Некои изгледаат дека се малку поарни, но не се. А ако имаше, тој од сабајле до вечер ќе викаше: Господе Исусе Христе, води ме и денеска мојот народ да го донесам каде што треба. И навечер: Господе Исусе Христе. И тогаш ќе знаевме, сите ќе знаевме, нели? По делата ќе ги познаете дека тој е негов слуга. Штом си ќутиш, ти си живееш по својот живот, без разлика, можеш да правиш се и се, што згради, болници, пак си ти како што треба. Огнот ја задржа својата сила и во водата, еве тоа го објаснува. Водата го загуби својството да гасне. Кој командува? Значи, ако јасно застанеш и размислиш, има шум, дека некој го создал ова. Не е тоа ни природа, ни ум, универзум. Име над секое име. Месото од животните и така натаму. Така, Господи, Ти во се го издигна
ова се поента стихови, го издигна и го прослави твојот народ. И уште едно има, и не го остави. Не го остави, нема да те остави. Нема да ве оставам сираци, вели Исус, туку секогаш и секаде остана со него, по уште еден чекоре, остана во него, во мене да остане, остани во мене, Господе Исусе Христе, да бидам во една сила, во една љубов, да се прославиш во мене. Нели, тоа е тоа. Целата суштина, пак се враќаме 24 стих од предходното, на облеката негова беше целиот свет. Се од тој дух произлезен на таткото, и минјата славни на татковците изрезани. Кои се тие? Па нели има таму некои, како ги рекаше старешини 12, кои се поклонуваат. Се сеќавате во Откровение, кога читавме во 4 реда, а твоето име, кое е тоа име? Врз диадемата на главата негова. Кое е тоа име? Господе Исусе Христе, те сакаме и ти благодариме. Тоа е она што, и немојте да се чудите, јас на вистина ништо не знам. Јас само се помолувам и ова го објаснува тој. Ми ги објаснува тие работи што нам ни се потребни. Не ни кажува се. Би ви кажал уште, тоа се порамнува со оние стихови, но толку можете да понесете и на мене се однесува. Би ви дал уште, но сега, за сега, толку тоа што нам ни е потребно да разбереме. Дека се е во него, се преку него се држи, како имаме тие стихови во Новиот Завет. Се е од него и за него создадено. Тоа е на облеката него е целиот свет. Не може ни едно нешто да биде загубено. Се што е на земјата е спасоносно. Овие чудно кога што се изфрлени овие книги, ќе ви стане јасно зашто е таму погрешно. Пазете. Пред тоа отстапи погубителот, се исплаши од него. Нормално, тој ќе се плаши и од тебе, ако е во тебе Исус. Тој што е во мене е поголем од тој што е надвор од мене. Нели? Уште еднаш ка се враќаме на последно. Така, татко наш, ти во се го издигна и го прослави твојот народ. Тоа сме ние, ако станеме во него, и не го остави. Туку секогаш и секаде остана со него, остана во нашите срца. И тогаш сме ние негови деца, и нема тогаш да ни рече Господи, Господи, бегајте од мене, не ве познавам, зашто ние сме негови деца. Таткото ги знае децата. Но тие што не му се деца, условно речено не ги познава. Ти не кеш да имаш татко, ти си имаш татковци овде. Имаме една изрека, да е кажана, е парафразирана е. Многу татковци, детето, ајде да не употребам, ете тоа е тоа. Колку татковци имате? Еден татко. Таткото ги знае своите деца. Тоа е целата суштина. И они викаат, Господи, Господи, кој Господи? Немам јас никаков Господ. Господ имаат сите други. Татко имам. Тој што ми е пратен тука да бидеме еден дух е Исус. Значи, како што тој јас сум во Отецот и Отецот е во мене и вие сте во мене, ние сме секогаш тројца. Еден ќе натера во бегство 1000, двајца 10.000, тројцата ќе ги натераат сите демонски сили во огнено езеро. Но не веднаш кога ти сакаш, кога ќе дојде времето, кога ќе се исполни тоа што треба да се исполни, зашто Словото е силата. Претходно го читавме, нели, каде беше тој? Од небото слегна, 15 стих 18, од царските престоли на земјата предаден за пропаст. Како страшен војник се силниот твој збор. Тој носеше остар меч и неизменлива твоја заповед. Љуби го својот ближен како себе си. Тоа е целата суштина. Слава ти, Господи Исусе Христе, пак се зазборев јас. Остануваме во твојата љубов, во вера, во надеж и во љубов во тебе. Амин.